слушам. Благодарам. Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Зоран Заев е очаен, истрошен и политичар во заминување. Тоа се гледа и по последните негови чекори, каде што смени став за имињата на училиштата за само 24 часа, како и неговата нервоза, каде неговото трас судство осуди новинар на медиум кој што е критички настроен кон него за пишување на вистината во врска со случајот Рекет. Очајот, стравот и паниката на Заев, каде што пред 2 дена незаконитоста наменувањето на имињата на училиштата во Чаир по само еден ден стана законска. Затоа ве прашуваме кога Заев лажеше, кога рече дека е незаконита промената на имињата или пак кога рече дека е законита. Како и да е, Заев секако лаже. Додворувајќи се на електоратот го смени ставот и тоа со цел само за да обезбеди од одредена група гласачи поддршка и да ги покрие сите скандали на корупција, криминал и се останато што се случува во изминатите 3 години во оваа негова влада предводена од него како најкоруптивен политичар. Заев вчера уште еднаш беше поразен. Неговото трас судство донесе пресуда за новинар која пиша вистината за случајот Рекет и тоа е еден огромен пораз за слободата на медиумите во Република Македонија. Исплашен да не се дознае вистината, целата вистина за случајот Рекет, каде што сите знаат кој е главата на криминалниот октопод, тој посегна по новинарската слобода, посегна по слободата на говорот на еден медиум и новинар кои се критички настроени против него и неговите криминали, како и криминалите на неговата влада. Заев со ова сакаше преку русковска и кацарска правосудството, односно Луи Витон правосудството, да го замолчи, да прекине со трагање по вистината за случајот Рекет новинарот Александар Митовски. Заев испрегата во судската власт сакаат да ги замолчат медиумите кои се критички настроени кон власта, кои секојдневно ги критикуваат нивните лоши политики. Истото го прават и со притисоците врз останатите критички настроени медиуми на секој можен начин, користејќи ги институциите кои им се под нивните канџи. Она што е важно е дека никој, па ни Заев, нема да може да ја замолчи новинарската фела да пишува за неговите криминали. Слободно може да продолжи, да се заканува, да уценува, да заплашува, да суди, да тортурира, тероризира медиуми, новинари, но верувајте дека Заев нема да избега од судот на граѓаните кој му следи на 12 април, а дури потоа ќе одговара и тој самиот и сите околу него за се она што направиле криминално изминатите години. Благодарам, повелете прашање. Денеска Заев најави кратење на администрацијата за 20%. Каков е коментарот на вашата партија Нови најави? Во контекст на неговите најави на нови проекти, само да подсетам дека ова беше проект кој што го најавуваше пред 2016, пред да направи влада и да влезе во владата. Зоран Заев имаше 3 години да го реализира ова, да ја скрати администрацијата, како што ветуваше пред 4 години, но како што знаете, тоа се официјални податоци од Министерството за информатичко општество и администрација. За тие 3 години бројката на ново вработени во државната администрација достигна можеби до 40.000. Така да ова е уште една лага и ова е лага која што нема да успее на ниту еден начин да помине кај граѓаните и да им се додвори. Коментар за нејавените реформи во правосудниот систем? Повторно би потенцирал дека може би истите тие реформи тој ги најавуваше и предходно пред да дојде на власт 2016. Исто имаше 3 години да го реализира сето тоа. Дури беше прв човек на телото за реформи на правосудството, каде што нормално како прв човек, ако тој не може да ги оствари сите проекти, не знам кој би можел, но се покажа како неуспешен потек, се покажа како неспособен во однос на правосудството и нормално Заев не би сакал да се реформира правосудството од проста причина, затоа што и носењето на законот за јавно обвинителство на шверцарски начин, но и останатите негови конекции спрегата со Луи Витон правосудството, каде што се кацарска, русковски, сите оние останати негови, да речам на некој начин поддрчковци, му одговараат да бидат на тие позиции. ВМРО ДПМ неколку пати апелираше јавно да новиот закон за јавно обвинителство, кој што ќе значеше почеток на реформите во правосудството, да го прават експертите. Вклучително морам да потенцирам дека ние и неколку пати го имаме кажано нашиот став во однос на ветингот за челните лица на правосудството, односно суди, јавни обвинители, така натака, што уште еднаш покажува дека Зоран Заев да сакал било каков чекор да преземе во тој дел, имал 3 години, но не го презел.
За негова жал, за наша среќа, реформите во правосудството ќе ги прави нова влада предводена од ВМРО ДПМН. Но она што е посуштинско е дека најпрвин пред било какви ветувања да дава Заев за реформи во правосудството, треба да се запраша, а нормално после 12 април ќе му биде одговорено дека главната причина од каде што се почнува со реформи е од она кој ги давал наредбите во правосудството, а нормално сите слушна и видео, тоа е Зоран Заев. Така да одговорност првин од нарачателите, а подоцна надоле реформи во извршителите. Други прашања? Дека промената на ставот на Зоран Заев за имињата на училиштата е само за да се повлече гласови, албански гласови? Апсолутно. Или дека не е процената сметам дека постапката? Зоран Заев е човек кој што менува ставови секојдневно и неговото менување на ставовите е само еден очај и паника каде што сака да се додвори на одредена група на гласачи и затоа ги смени во само 24 часа своите стави. Други прашања? И уште едно Повелете. прашање го прашав наумно, немаше одговор. Дали вие имате одговор врска со тоа дали треба да и припаѓа на движење БЕСА времето за рекламирање и членот за изборниот одбор, бидејќи тоа е позицијска партија, но еве сега е во коалиција со СДСМ. Најпрвен вас би ве упатил ова прашање да го поставите во институциите. Ние не сме партија. Вие како партија, Ние не сме дали политичка партија која што врши притисоци врз институциите како што тоа го прави Зоран Заев и за тоа има изборен законник кој што е јасно дефиниран, законник каде што јасно и прецизно пишува како треба да се делат тие работи. Така да во однос на тоа прашање би ве упатил и би ве замолил да го поставите во надлежните институции кои што треба да го регулираат тоа. Сепак ние сме опозиција која што оди на избори, која што после 12 април ќе предводи владата. Не сме ни институции кои што одредуваме. Благодарам.